Тенденцијата од европски и светски рамки за производство на енергија од алтернативни извори, општина Кочани може да ја искористи за да ги ефектуира геотермалните извори, сонцето, реките и ветерот. Предуслови за тоа има во фактот дека меѓународни финансиски институции издвојуваат големи средства во обновливите извори на енергија. Таа и таква предност во перспектива може да биде од огромно значење за Македонија и за Кочани, кои во основа се премногу зависни од енергијата. Веројатно, најатрактивниот извор на енергија во Кочанската котлина се геотермалните води, за чие ефектуирање се размислува комплексно. Проектот за производство на електрична енергија од термалната вода одамна не е теорија, бидејќи за негова реализација веќе се зборува во Агенцијата за енергетика, а локалните власти собираат аргументи кои би ја потврдиле неговата одржливост и исплатливост. Самата геотермална вода достигнува температура од 83 степени, која што не е доволна за производство на електрична енергија, која што претпоставуваме дека треба да биде неден меѓу 120 и 130 целзиусови степени, за да можеме да искористиме и за производство на електрична енергија. Меѓутоа имаме два начина, или да ја догреваме, која што да кажеме би донела некој бенефит и за ново производство на електрична енергија, или да направиме не фидинг тарифа, значи тоа пак не е агенцијата која што треба да го реши тој дел, него регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија, меѓутоа да ги субвенционираме или да ги наградиме тие кои што ќе ја користат геотермалната вода како топлинска енергија и каде што Киото протоколот 2020 за да го реализираме и за да ја потрошувачката на електрична енергија ја намалиме, тоест направиме квалитетно потрошувачка на електрична енергија и енергетската ефикасност биде максимално зголемена, значи дека геотермалните води ќе се користат за топлинска енергија, сите оние кои што ќе ја користат ќе бидат наградени затоа што ќе бидат исклучени на некој начин од електричната енергија, нема да ја трошат за сета таа активност која што ќе бидат тргнати и нема да ја користат електричната енергија, правиме напори по одредени формули да стигнеме до некоја цена која што ќе биде на некој начин благопријатна и за чинителите, корисниците и за државата, затоа што сите потенцијали кои што ги има државата треба да бидат искористени по било кој основ. Доколку идеите и реалните можности се реализираат во конкретен проект, тогаш изворите со капацитет од 300 литри вода во секунда, кои се споредуваат со извор на нафта од 2 до 3 литри во секунда, во целост ќе го оправдаат епитетот природно богатство. Дотолку повеќе што геотермалната вода може да се искористи